Почитувани, ја следите седмата епизода на Час, серијалот дискусии за подобро образование. Денеска разговараме на тема интегрирани или сегрегирани училишта во Македонија. Со нас во студиото на оваа тема се професорот во Скопската гимназија Зефлјуш Марку Абил Бауш, Небојша Мојсовски од Македонскиот центар за граѓанско образование, Фатош Усеинова од Ромскиот ресурсен центар и Флори Мреджепи од Центарот за интеркултурен диалог од Кубанова. Ви благодарам на сите за вашето присуство. Би сакал да започнам со еден краток став од сите на оваа тема. Поминува скоро една деценија од оној најавен концепт на интегрирано образование во македонските училишта. Колку денеска сме поблиску или подалеку од таа цел да добиеме едно вистинско интегрирано образование во Македонија и колку се надминува оној етнички и јазичен јаз кој што го има помеѓу учениците во македонското образование. Еве, може да почнеме од вас, професоре. Добро, фала прво за поканата, благодарам. Убаво е вака да си овакво друштво. Во 2010-та владата на Република Македонија донесе она позната стратегија за интегрирано образование во 3 чекори, односно во 3 проекти, кои што едниот проект го правеше Министерството за образование и наука и другите ги прави невладиниот сектор во коалиција со владиниот сектор во оваа ситуација со Министерството за образование и наука. Во 2011 и 2015 се виде дека не само што овој проект не се реализираше онака како што требаше да се реализира, туку имаше и одредени проблеми, се уназадуваше оваа работа. И сега, кај настана проблемот според мене? Нема некој искуство, но ако се земе моето искуство како ученик и сега како една декада наставник или професор во средно училиште, се гледа дека од 90-те па нааму ние правиме цело време правиме некои курикулуми, образовни програми и така натаму кои ги препишуваме. Значи препишуваме од некои поразвиени држави од Европска унија и така натаму, но кога препишуваме правиме грешки во чекори секогаш. Тоа е секогаш препишуваме, па на таа програма препишуваме уште една програма, па уште една програма, па натаму и цело време се прави тоа еден образовен монструм се создава кај нас. И сега не само што не го интегрираме еден одреден етникум во таа образование, туку не можеме и тој поединец или таа индивидуа да го интегрираме во тој образовен систем. И тука се создава и еден вид на сегрегација на целото образовен систем, па целото и сите ученици. Кај е проблемот? Проблемот не може да се види само од еден аспект на образование, туку комплет во според моје мислење, секогаш моје мислење. Проблемот е во комплетниот систем или немање стратегија за одредена реформа во образование или да речеме во децентрализацијата, да им се дае поголема власт на локалните власти или неможност тие да ги пременуваат и одредени граници кои им се припишуваат и така натаму. Немање финанси за одредени проекти и се гледа дека тука тие системи, тој образовен систем наидува на одредени проблеми. Кај го гледаме тоа кај нас, например, во образование. Например, имаме програми, имаме оние курикулуми наши, кај што одреден предмет никако не дозволува ти да го запознаеш другиот или ти да се запознаеш со твојата околина. Ако си во Скопје, живееш во Скопје, треба да се прилагоди таа програма во твојата околина во Скопје. А во Скопје живеат многу етникуми. Но ако живееш ти во Тетово или во Штип, во Струмица, треба тој курикулум да се адаптира или да биде прилагоден на тие системи. И тука ние не успеваме, тука немаме успех. Понатаму, ако уште да продолжам. Јас сакав еден краток сет прво на прашање баш на оваа тема, па ќе влеземе и малку повеќе во детали. Многу имаме проблеми. Мене само тоа не ме фаќате за збор. Ја не мислам дека само етникумот не се интегрира во образовен систем, тука сакам поентата да држам, туку и самиот индивидуат, самиот ученик никако не може да се интегрира во ова сега образовен систем кој што го нема. Ова многу е песимистички, може би звучи, но реалноста е таа. Ја доаѓам од
тој сектор. Така. Еве, сега би продолжил со Фатош твоето мислење, еве, колку нашите училишта се интегрирани или сегрегирани? Вака, јас како граѓанин кој што активно делува и учествува во активностите на невладиниот сектор во Република Македонија, особено во делот на образование, како став на нашата организација можам да кажам дека навистина многу е жално тоа што и денес во 21 век, еве после 10 години од донесувањето на стратегијата за интегрирано образование, ние се уште говориме дека во Македонија постојат училишта кои што целосно се сегрегирани, односно 90% од учениците во таквите училишта се роми и согласно тоа сегрегацијата во Македонија неминовно е да се каже и да се признае дека се уште постои тоа во сериозна форма. Проблемите, како што кажа и колегата, се навистина од поширок аспект и тука влијаат многу фактори, не само законската регулатива која што е несоодветна, туку имаме и донесено еден куп стратешки документи, програми и стратегии кои што воопшто не се хармонизирани едни со други, имаат еден куп недоследности кои што дозволуваат манипулација на законите и нивно недоследно почитување. Сметам дека треба поголема ангажираност на надлежните институции во тој дел, бидејќи како што знаеме сегрегацијата во Македонија не е признаена во Законот за заштита од антидискриминација како форма на дискриминација и согласно тоа таа не е казнива. Флори, бе и твој поглед? Па, вака, што кажа кратко, значи стратегијата за сегрегација е поуспешна него стратегијата за интеграција, така да Тоа е најкратко што може. Да. Ова е една непишана до душа. Мада е видна политика, така да ако е видна политика посебно од да кажеме од повисок аспект, работи, функционира, бидејќи ги гледаме резултатите на терен. А ова политикава за интеграција некако тешко иде. Мојсуски, еве и твој поглед. Јас како човек што пораснал во мешан мало, што доаѓа од град кој што е многу мешан, кој што живее во многу мешана средина, денеска работи во мешана средина, има непријатели, другари од многу други етникуми, длабоко и цврсто верувам во интегрираноста во цело општество. Меѓутоа, таа најдобро и најпрактично почнува во образовниот систем. Мислам, интеграцијата е процес. Ние цело време разговараме за проекти, за иницијативи, за активности и така натаму. Меѓутоа, тоа се елементи од еден долгорочен процес, кој што за да успее, бара голема инвестиција. Пред се од самите нас, од институциите, од училиштата, од општините, родителите, учениците. Отвореноста, за да имаме процес на успешен и позитивен на интегрирано образование, треба сите овие фактори да ги ставиме во едно купче, добро да ги измешаме, добро да пристапиме и да функционира. Пред 10 години, кога се зборуваше за меѓуетничка интеграција во образованието, беше скоро како табу тема и табу збор. Еве 10 години после тоа имаме дебати на таа тема, имаме многу активности низ цела држава. Мислам, има многу иницијативи и на локално и на државно ниво. Дали се доволни, времето ќе го покаже. Јас сметам дека треба континуирано да се инвестира во ова. Меѓутоа, ако ме прашувате мене, имаме исчекор направено. Можеби не е значаен, можеби не е многу голем, меѓутоа мали чекорчиња кои што сега треба да ги развиеме за да стигнеме до позитивен исход од тоа што сакаме ние да го постигнеме. А е во позитива и во насока на добар развој на општеството во Македонија. Така, еве би се вратил Флорим на тебе, кажа дека она стратегија за сегрегација е поуспешна во претходниот во наводници, тоа е поуспешна во претходниот период. Еве, како што кажа и Мојсоски, јас доаѓам од Тетово и таму може и фактички да се види таа сегрегација преку дел од училиштата, например Тетовската гимназија, каде што учениците учат во одвоени згради, каде што тоа
почнува можеби од школските клупи, меѓутоа потоа се двои и во забавниот живот и во културниот живот и само се развива во сегрегација наместо кон интеграција. Еве би сакал и тебе и Фатош да ве прашам како е во вашите средини од кои што доаѓате и еве што правите вие како дел од невладин сектор за да го спречите тој пат на сегрегација во образованието. Вака, јас доаѓам од Куманово, така да исто така нешто да кажеме навистина мултиетничка средина и да кажеме со населби каде што е мешано да кажеме разнолика и населби кои имаат повеќе тенденција да бидат моноетнички. Така да нашиот пристап сегогаш беше преку неформално образование, преку активности кои се воншколски да помогнеме и да понудиме на младите една по друга слика, односно по-реалистична слика за тоа каде што живеат тие, бејќи тие живеат заедно, живеат во еден град, но образовниот систем толку ги сегрегира првин лично, биејќи се одат во една институција која е државна, кој смета дека нели ќе треба да ги гради како граѓани, таа институција ги гради како еден етникум, ги гради како со одредени ограничени ставови спрема другите и многу други работи кои помагаат понатаму тие после тој образовен систем како тие ќе излезат какви личности од целиот тој систем. Тоа што ние го правиме е нудиме директен, биејќи еден од првичните чекори први тие треба да се видат, да имат интеракција во меѓу нив. Така да ние го заучуваме сигурен простор каде што тие ќе се чувствуваат први безбедни, биејќи исто така како еден од најголемите фактори за сегрегација е чувството на страв, односно чувство дека од една страна или од друга страна не се чувствувам безбеден, па така ќе се држам за мојот круг и така натаму, така да чувство на безбедност, чувство на праведност, на еднаквост, биејќи и тоа исто така е вид на политика која што виктимизација и така натаму на луѓево и пред се преку интерактивни вежби и активности ти имаат простор не само да се дружат, туку да развијат некои лични компетенции кои што ќе им користат во животот, но и да учат за активно демократско учество во нивната средина, биејќи знаеме демократија не е само гласање еднос на 4 години или колку да е тоа чисто, така да како да бидат активни граѓани и тоа помага тие подобро да се сватат својата улога која им е во нивната локална средина. Фатош, еве имавме неколку прилично непопуларни примери во последно време, баш во училишта каде што има и ромска популација на ученици. Например, во Битола имаше една вест во последниот период каде што родителите македонци одбиваат да ги запишат децата во одредено училиште затоа што е претежно со ромски ученици. Исто така како еден непопуларен пример е и сегрегацијата која што може би да се случи со ромското средно училиште во Шуто, Ризари, каде што мнозинството ќе бидат роми, на некој начин повторно ќе биде тоа една сегрегација на ниво на општина. Еве како е во ромските средини и што правите еве како организација на тој план? Така, Ромскиот ресурсен центар како невладина организација активно работи во делот на образование, како што спомнав и претходно, и во изминативе неколку години имплементиравме проект наречен туторска поддршка на ученици роми во основното образование, баш од причина што наидовме на сознание дека ромите ученици во основно образование поседуваат низок степен на познавање на програмите и баш поради тоа тие голем дел од нив се осипуваат во делот на преминот од оделенска во предметна настава. Сакавме да интервенираме во тој дел, да им помогнеме со директна поддршка за да ги зајакнат нивните знаења во областа на мајчиниот јазик и математиката, за да можат понатаму да бидат компетентни и да ги совладаат и другите содржини во нивните програми.
Проектот се имплементираше во 18 општини во Република Македонија во околу отприлика 45 основни училишта, и што значи дека работевме во тие училишта каде што бројката на ученици роми е значително голема. Се идентификуваа сегрегирани паралелки, па дури и сегрегирани училишта во Битола, како што спомнавте, во училиштето Ѓорги Сугарев, во Прилеп Добре Јовановски, Гоце Делчев основното во Штип, како и Аврам Писевски училиштето во Карпош. Тука институциите и надлежните од самите училишта алармираа за проблемот, меѓутоа слухот на надлежните од локалните власти на централно и на локално ниво не беа баш отворени за соработка во тој дел. Меѓутоа, проектот покажа доста големи резултати и покажа дека таквата поддршка е неминовна доколку сакаме ромите успешно да се интегрираат во образовниот процес. Исто така, оно што сега го прави во моментот Ромскиот ресурсен центар е тоа што работи на еден проект кој што има за цел да се поттикне соодветна граѓанска средина во 9 локални заедници во Македонија, каде што ќе може да се поттикнат инклузивни политики, инклузивно образование за ромите. Во моментов тече огласот за регрантирање на помали граѓански локални организации. Проектот е поддржан од ИПА фондовите од Европската Унија и ќе трае се до 2019 година. Очекуваме првичните резултати да ги имаме негде до средина на следната година, за што би можела и поконкретно да говорам. Она што го спомнавте проблемот со училиштето Шаип Јусуф средното во општина Шуто Оризари, треба да се гледа од две страни. Од една страна, општина со толков голем број на жители потребно е да има средно училиште, меѓутоа од друга страна знаеме дека 90% од населението во Шуто Оризари е ромско население и самото тоа доведува до 90% од учениците во тоа училиште да бидат роми. Меѓутоа знам дека имаше најава дека таквото училиште ќе треба наверојатно да се направи како елитно училиште, односно да се донесат тука многу поквалитетни образовни кадри, да се отворат струки и насоки кои што се дефицитарни во Македонија, за да може и ученици од другите општини да се запишуваат во тоа средно училиште. Не знам докаде е тој процес и што е точно направено, затоа не би можела точно да говорам. Меѓутоа да, ваквиот начин доведува до природна сегрегација, што понатаму резултира со далеку сежни и штетни последици на целокупното општество. Пред да преминам на вас, професоре Бауш, да го прокоментираме ова, би сакал и со мој соски само да го заокружиме овој сектор на невладини иницијативи вие имавте еден подолг проект кој што го спроведувавте директно на интегрирано образование. Еве би сакал да прашам како одеше целиот тој процес на продирање во самите училишта, кој што колку и да не сакаме сами да си признаеме, се една конзервативна средина кон некакви радикални промени. Како течеше тој процес и зошто секогаш доаѓа од невладиниот сектор и од неформалниот сектор она првична иницијатива за да се менуваат работите? Каде се тука институциите кои што најчесто ги гледаме како се сликаат на вакви настани, меѓутоа многу малку на дело прават нешто за подобрување на ситуација? Апсолутно си управо. Школите се конзервативна средина кога треба да се влезе, се работи со нив. Меѓутоа исто може да бидат и се многу напредна средина за спроведување на активности и идеи. Затоа што интерес на секој наставник, на секој родител, на секој директор на училиште е неговото училиште да иде напред. Да имаме активности кои што ќе унапредат нешто. Така да децата пак немаат никакви предрасуди во однос на било како. Децата, мислам, сите работи да со децата се супер. Значи, нема дете кое што не сака забава, кое што не сака да научи нешто ново, кое што не сака да има добро поминато време. Ние сме тие кои што ја носиме одговорноста на децата да им возводиме, како што каже и колегата, контакт. Ако имаме образование во кој што се училиштата поделени по јазик на настава. Ако имаме училишта мешани кои што се поделени по кат или по крила или по смени,
тогаш како ќе запознаеме некој од другите, секогаш велиме. Да. Или физички одвоени. И тогаш апсолутно. И тогаш нашата перцепција и нашата представа за другите се базира на медиум, се базира на разговор уличен, се базира на тоа што дома се разговара и така натаму, и ствараме слика која што е базирана само на претпоставка. Без контакт. Ако ние не се знаеме, тогаш не знам што да очекувам од тој крши мене, што не е како мене, а во принцип е ист како мене. Затоа велам на децата мора да има обезбеден контакт, меѓутоа не само да се видат едни со други, има контекст на тој контакт, заедничка соработка, што сето тоа вродува со коловртна соработка. И ние низ проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, кој што 5 години траеше во Македонија и работеше со сите основни, со сите средни школи, со сите општини во Македонија, имаше и tekako многу позитивни примери, кои што за жал во нашиот медиумски простор не секогаш добиваат prime time, како и да се вика, целосно внимание, за да може сите да ги гледат тие. И не само не е потребно да се репортира и информира сензационалистички. Значи, Фатуш, Невојша, одеа гушнати низ чаши. Мора да се признае дека приказните за сегрегација и за некаков конфликт се секогаш медиумски поинтересни и се погоре во вестите. Меѓутоа, тие се приказни кои што не се секојдневно интересни за луѓето. Меѓутоа, ако имаме информирање медиумско кое што ќе оди дозирано, континуирано на дневна основа, јас сум сигурен, верувам вие ќе се сложите со мене дека долгорочно се постигнува целта, а тоа е зголемување на свесноста за потребата од интегрираност во целиот систем, во целото општество, повторно ќе потенцирам пред се во образовниот систем. Ова е проект кој што работеше на тоа, проект кој што апсолутно се што спроведуваше беше во партнерство и координација со Министерството за образование и наука. Како резултат на овој проект и на соработката со МОН и со другите клучни образовни институции се формираше работна група при МОН за интегрирано образование, која што е многу активна, која што функционира, која што од минатата година оваа веќе поддржува и финансиски активности по училиштата за меѓуетничка интеграција. Сите училишта се обврзани да спроведуваат активности. Не зборам за училиштата во мешаните среди, зборам во цела Македонија. Државниот просветен инспекторат во индикаторите за интегрална евалуација спроведе додаде индикатори кои што го оценуваат училиштето колку работело од аспект на меѓуетничката интеграција. Државниот испитен центар воведе тематски области за испитите за директорите кои што мора да познаваат како да работат на унапредување на меѓуетничката интеграција. Сертифицирање на 18.500 наставници кои што поминале базични и напредни обуки, 20.000 деца кои што интензивно биле вклучени во активностите и така натаму и така натаму. Дали е доволно и дали сме решиле нешто? И ние, и ЦИТ, и Ресурсниот центар и уште многу други организации? Не, затоа што ова е процес, затоа што ние само гребеме на површина. Меѓутоа, никако не може длабоко да влеземе ако не тој првиот слој него изгребеме добро и почнеме да продираме надолу. Според мене, апсолутно има перспектива да работиме нова и не смеме никако да се откажуваме. Иако првичните резултати и активности кои што ги спроведуваме можеби не доведуваат до тоа што ние сакаме веднаш да го видиме, затоа што нашите проекти бараат резултати сега и овде. И ние сме сигурни дека ќе постигнеме резултат, меѓутоа временската рамка секогаш треба малку да ја. Да, секако дека е процес. Професоре Бауш, пред некое време неодамна овдека беше и високиот комесар на Обединетите нации за малцински прашања, господинот Занија, кој кажа дека не гледа вистинска интеграција во образованието во Македонија и баш еве овдека имам извадено еден цитат негов, вели: училишта во кои имате само деца албанци или само деца македонци ќе продуцираат две општества кои ќе бидат паралелни. Одна зашто сите го начнавте како тема. Вели она што сакаме да го постигнеме е децата албанци да можат да действуваат во околина во која ќе можат да комуницираат со македонците и обратно. Тоа би било добро за професионалната иднина на тие деца
и за одржливоста на општеството. Еве како вие гледате од страна на еден наставен кадар во Скопска гимназија на овие примери, што правите вие во рамките на вашето училиште и еве како го коментирате и тој процес на наставен кадар, колку наставниот кадар ги препознава овие потреби за учениците? Еве ќе почна вака сега. Гимназијата Зефлуш Марко до 2006 година беше во една урбана средина, во Карпош. И во таа гимназија работеа две гимназии сега. Во еден објект работеа две гимназии, Зефлуш Марко и Никола Карен. Зефлуш Марко беше гимназија која работеше со имаше во самиот Зефлуш Марко имаше македонски паралелки. Како се одвиваше наставата, тоа добро се покаже со време. За да се направи таа елитна гимназија, албанска елитна гимназија во наводници, гимназијата Зефлуш Марко се префрли во една индустријска зона. Гимназијата Зефлуш Марко е сега во моментот во индустријска зона, елитна е, елитно образование се прави, сите проекти ги правиме ние таму, создаваме елитни ученици, но не создаваме интегрирани ученици. Ученици кои ќе работат во ова општество, мултиетничко општество или ајде да речем општество кој се појавуваат многу етникуми и не се разбираат меѓу себе. Ете тоа ние го направивме. И сега правиме некои образовни проекти, програми и така натаму за ученици, а ги забораваме клучните играчи во ова, клучните играчи се самите наставници. Сега, ајде вратете се кај наставниците. Колку се тие мотивирани наставниците да направат некој што креативно за учениците. Да ги натерат учениците да носат одлуки, самостојни одлуки, да имат општествена одговорност, што е многу битно, да бидат креативни во многу ситуации и така натаму. Нула. Знаете зошто? Затоа што професорот зима фиксна плата, затоа што образованието се финансира со блок дотации и затоа што кај наставниците, кај професорите нема мерка ни казна, ни пофалба. Материјална. Сертификати зимаат, си одат по семинари само за да одат, да се вратат, но кои ќе се и работат на проекти, но колку се тие мотивирани да работат на тие проекти. Знаете колку е тешко еден наставник да земе флипчат да донесе на час, треба самиот да го купи тоа. Знаете колку е тешко еден наставник да оди да земе некоја литература и да донесе на час и да учат некое четиво кое, например, да му се дозволи на самиот професор да биде креативен во наставата. Да речеме, јас сум професор по економски предмети, менаџмент предавам, но да речеме професор по албански јазик. Сега ќе треба да земе да работи, да речеме едно четиво од, не знам, од македонски автор. Или спротивно, македонски автор да го работи Исмаил Кадаре, да речеме. Ќе треба да го купи и треба да го донесе во училиште и треба да им го објасни, чекајте, видете, албанците имат еден феноменален писател од светски рамки. Тоа е тешко. Затоа нас не е тешко, ние работиме со невладиниот сектор, работиме со невладините организации, доаѓаат кај нас. Сите доаѓаат овие кај нас. Но проблемот е колку тој првиот на линија што е наставникот, ќе им дозволи на тие ученици да бидат малце подруги, покреативни, да земат некоја одговорност. Самите ученици, ние губиме одговорност така ученици. Учениците наши немаат одговорност. Нашите ученици немаат одговорност ни код јавните добра. Тие не го чувствуваат ни објектот на училиште како нивни. И после имаме сегрегирано училиште. Па имаме затоа што, видете, ова училиште, ако да речеме во едно училиште, овие училишта што се занаечиски училишта, би рекол, овие технички училишта, АСУЦ, МУЦ, така натаму, кај што нема потреба да има етнички предзнак или да речеме на самото училиште, туку ако учат албанците таму, нека учат албански јазик, нека учат и македонски јазик, нека учат ромски јазик, нека учат турски јазик, но кога се работи за механички предмети, за предмети кои немаат врска со етнички предзнак, тука нека дојдат вистинските професионалци, нека го држат тој час. И тука може да се најде тоа интегрирано образование, да нема сегрегираност. Да речеме, не знам дали колку сте запознаени, кај нас само еден предмет е интегриран во цела држава. Знаете кој? Англискиот јазик. Знаете зошто? Затоа што работиме со еден учебник. А тој учебник е делен на student book и teacher book.
Значи ученик четиво за наставници, четиво за самите ученици. Затоа се тие успешни. Сега ние не взимаме таков пример да направиме такво образование, кај што окей, ај ќе направиме елитни гимназии на албански јазик, ќе направиме елитни гимназии на македонски јазик и на ромски, на турски се, но забораваме дека другите има и друг систем на образование. Имаме таму технички училишта кои што треба и те како може да функционира интегрираното образование. И тука ние го губиме тоа. Тука ние губиме се. Затоа викам, тој професор, тој наставник без разлика би одишол, би предавал и во да речеме, ја спомнав колешката гимназијата во Шуторизари. Во почеток бев категоричен против да се направат, зашто работев како помошник директор и како директор, заменик директор во едно училиште, категоричен бев за да се направат средни училишта во такви општини, како Сарај, како Шуторизари, како не знам Рачиново, кој сака да прави. Не може ученик од средно училиште да учи во рурална општина. Не ме сваќате погрешно, но Шуторизари, Сарај и другите општини уште немаат капацитет да бидат урбана средина. Од типот урбана средина, да има автобус по 5-6 линии, да види дека постојат институции на државата, да ја види владата, да го види парламентот, да види ова. Ученикот и така се учи од неформално образование. Така. Култура никаква не им даваме. Ако ние тој ученик го концентрираме во такви средини како Сарај, да речеме и општината Шуторизари, да направиме гимназии, пазите за гимназии зборувам, нема да имаме елитни ученици. Но ако во тие училишта создаваме други курикулуми, значи други образовни програми кои што ќе ги повлечат и другите ученици, да речеме, не знам, земјоделска струка, да речеме угостителска струка. Знаете, работев во еден проект кој што во Македонија се покажува дека во иднина нема да имаме електричари, столари, касапи, не знам такви работи. Ние немаме тоа. И тоа и никој не инвестира на тоа. Тука може да се најде тоа интегрираната стратегија во образованието. Проблем имаме. После да не навлезам повнатре кај професорите. Ние самите програми ги имаме само за да ги поминеме. Ајде, поминуваме една лекција, па друга, па трета. И никогаш не се наоѓаме во некој спаѓа во на мотивација која што треба некако да се. Професорот, кај наставникот, особено кај наставникот, алармантно е кај основните училишта, зашто ние гледаме кога ќе дојдат кај нас, тоа се алармантни. Ја не сум ученикот да не го знае јазикот, си го сакам своето, но сакам и другиот да го знам. Треба да тие ученици да го научат другиот. Сега, зошто да се доносе закон, например, ја порано бев малце пореволуционерен во тие стави, зошто нема закон, например, секој ученик, зошто да имаме ние да трошиме на јавен превоз, да им даеме пари карти, кога може да им речеме на сите ученици, таму кај што ви е најблиска гимназија, таму ќе се запишете. Примерот со Куманово го земам. Куманово има 3 феноменални гимназии, убави гимназии, работат, мислам, објектот, не внатре, не знам како е, објектите им се такви. Знаете кај учат албанците? Албанците учат во 3 смени. И стално им викав на албанците, зошто не идете во тие 3 училишта и вие да се интегрирате во тоа училиште. Дали со смена, без разлика. Значи, склони се да учат по 30 минути во 3 смени во еден објект кој беше порано стоковна куќа или не знам такво нешто беше, ама не се спремни да одат да учат во таква гимназија, нема машинска гимназија има таму, Наце Буџони. Тоа е техничко училиште. Техничко училиште. Нема да оди во техничко училиште кај што е опремено такво какво што е. Нема да оди таму само заради тоа што таму не можам да бидам ја директор или тој не може да биде директор или тој третиот не може да биде и така натаму. Губат учениците. Затоа државата треба тука да сече. Еве би сакал да вклучам колку надлежните имаат слух за заложбите и на невладините организации, за ваквите заложби на самиот наставен кадар кој што предлага идеи, кој што дава некакви иницијативи. Мислам тоа колку имаат слух и колку се заинтересирани и зашто се заинтересирани покажуваат нивните дела. Например, тоа што е
жално за мене како представник од организација дека да слушам дека интегрираното образование се води преку проект на ИПА, на УСАИ, се од Америка треба некој да ни дојде да ни каже на нас дека ние треба да имаме интегрирано образование. Мислам, токму тоа беше мојата поента кога кажав дека само невладините форсираат наместо тоа да дојдат самите институции. Сега на пример има пари Скендербек да се качу да се покачи 2 метра погоре или подоле или да се почне проект за парка да заврши со мозаик на Скендербек и не знам што правил таму. Да. А нема пари, треба УСАИ да ни плати, ние да правиме интегрирано образование или Европска унија. Мислам, затоа кажам на почеток погрешни приоритети, погрешни приоритети, но и каква политика водат. Пошто пред се, значи сметам дека немаме некоја национална рамка врз која се основаме и го основаме нашата работа. Бијќи ние ќе правиме проект, ќе продолжиме да правиме проект, но каде целиме? Што е нашата главна цел? Која е нашата визија за ова? Значи имаме значи секоја од организациите си имаме некоја наша визија или училиштето, но која е нашата заедничка цел како национална визија? Овие проекти и се до сега што се работи се осврнува на 2001, односно на Охридскиот договор. А знаеме дека Охридскиот договор е мировен договор, не е договор за реконцилијација, односно за градење на општеството, кој е договор за да не се убиваат луѓето. Значи да престанат да се убиваат. И сега мировен договор и договор за, односно програма, стратегија за развој, односно за интегрирање, се два различни концепта. Да, поврзани се, нормално без мир не можеш да работиш на интеграција, но сметам дека ни треба некој повисок сериозен пристап, првин од самите институции, бидејќи ова е жално после 10 години се уште да чекаш и да аплицираш за странски фонд, значи нема првин домашни фондови кои значи ги покријат тоа покажува колку се сериозни кон такви политики. Да, стратегија можеш да направиш, за се што имаме стратегија, но колку е тоа подкрепено и колку тоа е сериозно, колку е со каков сериозитет е пристапено. Би сакал овде Реджепи само да потпрашам и што еве со јазикот како еден од клучните сегменти за сегрегација во образованието. Тоа како понатаму, еве го спомнавте Охридскиот договор, како кога се уште влече некакви негативни конотации тоа јазик, учење, еве сега не плашеа политичарите дека ќе имало казни ако не знаеш јазик и слично. Како тоа ќе се мислам дека работата на интеграција не е интеграција физичка, мислам има еден дел физички да се запознаат, а работата е на градење на заеднички вредности. И кога градиме на заеднички вредности, тоа значи дека сите заедно ќе имаме консензус кон некои прашања. И тоа е еден долг процес и за тоа значи се е тоа по договор, не се донесува тоа со закон, но затоа треба да постои некој процес, кој што спомна на почеток, да стигнеме до тоа. Сега значи ако сакам да имаме еднакво општество, не мора да си 20% или 30%, да си еден човек во малото, како комшиите ќе се осигурат дека ти ќе се чувствуваш интегриран и дека значи како ти ќе се чувствуваш дел од тоа мало или дел од тоа друштво. Така да тука некои прашања се на ниво на вредности, не на тоа сега дали ја ќе зборам вака или ќе зборам онака или дали ќе ми има толку или ќе има волку. Значи тоа што е цела оваа стратегија е направена на квантитативно ниво, односно целава политика се води на проценти и бројки, тоа а се работи за вредности. Не знам како можеш да значи не содействуваат овие, тешко е да одат паралелно овие две работи. Затоа е тешко да се даде некаков осврт на тоа што мислиме за јазик, ако се гледа на бројки, па сега еве и почна на казните, значи цел нивен пристап кон решавање на тој проблем е на некој начин промашен до негде.
Еве, уште 5 минути ни остануваат да го завршиме кругот. Усеинова, како понатаму еве во овој процес на интеграција во образованието? Вака, јас морам да се надоврзам на колегата на неговата предходна изјава дека интеграцијата во целокупното општество, не само во образованието, е процес кој што бара многу напор и вложување од сите чинители на самото општество, како од невладиниот сектор, така и од националните институции во државава, и мене ме радува фактот што на вистина државата покажува интерес минимален во однос на овие образовни политики и програми, затоа што сведоци сме дека голем дел од програмите за образование и проектите за образование од невладиниот сектор државата веќе ги препозна како позитивни модели и ги стави во рамките на своите институции. Таков е проектот за предучилишно образование за роми, исто така проектот за стипендирање на роми средношколци, роми студенти во високото образование, и сметам дека ваквиот тренд на препознавање на позитивни модели кои што граѓанскиот сектор како најдобар познавач на етничките заедници во Република Македонија треба државата да ги препознае и да ги имплементира во рамки на своите институции, а граѓанските организации да бидат тука како линк кој што ги поврзува институциите и локалните заедници. Мојсовски, еве, колку политиката помага или одмага во овој процес, бидејќи знаеме дека секој чекор кој што вие како невладини организации, еве можеби професорската фела како некаква иницијатива ќе го направат, политичарите можат да го вратат 2 или повеќе чекори наназад со некакви несмасни изјави или некакви можеби смислени кампањи. Не знам, еве, бевме сведоци во последниот период на кампањи за двонационалност, двојазичност, кој што колку и да не сакаме да признаеме, го повлекува целото граѓанство еден чекор назад кон овој процес на сближување и на интеграција. Еве, колку политиката треба да ви помогне во целиот овој процес и политичарите? Помагањето и одмагањето на политиката се заедно. Одат по еден курс и како моментот треба да се развие, така ќе го развиете. Ние не се разбираме таа работа, бидејќи затоа сме одлучили да работиме во невладин сектор. Меѓутоа, нашата улога како невладин сектор е корекција на тоа што општеството го прави, го перцепира и каде треба да одиме понатаму. Значи, ние не смееме ниту во еден момент да се согласиме или да одбиеме одредени одлуки кои што политичарите ќе ги направат да се во интерес на државата. Ние мора во секој момент да коригираме и да даваме наши препораки, насоки за подобрување и конкретни акции, како што кажа колегата, како да се подобри тоа во секој случај. И тука е нашата улога. Ние сме коректори на општественото движење во државата. Гледате ли еве политичка клима во некоја блиска иднина за ова да може самиот концепт на интегрирано образование да заживее или не знам да пушти некакви корења, што би се рекло? Без разлика на кој бил, кој ќе биде, ние секогаш сме имале поддршка од владеачката гарнитура, од министерството за идеите посебно за интегрираното образование. Дали пред 5 години, дали сега, се надевам во наредните 5, 10, 15 години ќе го имаме. Меѓутоа, повторно велам, ние имаме тој мандат даден од донаторите да можеме да инициираме промени, да инициираме конкретни акции, да инициираме предлози кои што министерството ќе може да ги спроведе во систем. Затоа што ако цело време велиме дека системот е тој кој што највеќе допринел до сегрегацијата на училиштата или до неинтегрираноста во образовниот систем, тогаш единствениот начин како ние да го коригираме тоа е да работиме со системот и да предложиме промени кои што ќе бидат прифатени. Во моментов, јас ви кажав неколку примери кои што се прифатени и од министерство, и од инспекторатот, и од бюрото, и од Центарот за стручно образование и обука, и од испитниот центар. Значи, тие се клучните образовни институции. Дали е доволно? Не е доволно. Треба да продолжиме понатаму во секој случај. Меѓутоа, само ако работиме сите во таа насока. Значи, една организација или еден проект не може да направи долгорочна промена. Така. За самиот крај, Бауш, како понатаму и колку да бидеме оптимисти или песимисти во врска со интегрираното образование? Вака ќе почне вака, јазикот е потреба. Ако треба да го научиш албанскиот јазик, да го научиш од потреба. Дека ти е потребен да го научиш. Не да ти се наметне со сила да го научиш. И ја тоа секогаш го викам.
Затоа што ако бизнис заедницата, ако се работиш во бизнис заедница, имаш еден отворен пазар во Косово и Албанија кој што те прави тебе како македонец да имаш предност со тоа што го знаеш јазикот. Јас секој што го викам, јазикот е потреба. Но јазикот прави голем проблем, еве да речеме кај екстерните, кој имаше екстерно тестирање. Катастрофален проблем. Јас секогаш викам, преведувачот е еден чекор до пеколот и до рајот. Секогаш ние правиме проблеми со преведувањето и секогаш тие преводи секогаш носат до неразбирање и ово ми го правило за инаец, за оваа зона, но ете тоа заради тоа што државните институции не зимат професионалци тоа да го работат професионално и за тоа да им се плати на тие професионалци, ние правиме вакви проблеми. И истото се прави со учебниците, и истото се прави со програмите и секогаш истото ќе се прави грешки. И сега ти колку и да инвестираш во тоа интегрирано образование, во таа стратегија за интегрирано образование, ќе испадне еден кој ќе се фати за тие финансиски потреби или финансиски проблеми, ќе земе, ќе преведне ночетиво или ќе направи нешто, некоја голема глупост и те враќа одма назад. И секој што ќе ни се случи. Ние го гледавме тоа на екстерното тестирање, сега малце се направија, сега малце се подобрија работите во државната матура и така натаму. Значи, кога ќе ги видите книгите, тоа е вистински ужас кога се преведува. Што треба да се направи? Моја препорака, не знам. Треба да се мотивираат наставниците, сега сами од себе си ќе се речем, ќе земам за право да речем, да, ние сме во многу лоша ситуација, ние станавме административни работници, станавме административни работници, ние пополнуваме електронски дневници, пополнуваме се правиме, но во реалноста, в суштината, концептот на самото образование не го третираме онака како што треба. Што треба? Да направиме креативни ученици, предприемничка иницијатива да правиме кај учениците, значи креативност да воведеме кај тие ученици, да ги најдеме кај се тие таленти, тие ученици да ги носиме по регионални надпревари, не знам, изложби, семинари, саеми, да се видат и таму да се запознаат, да видат, да им преработи малце, ја викам вака, нашински инаетот на учениците, да види дека зошто тој ученик од тоа училиште да биде подобар од мене која ја можам да бидам без она етнички презнак. Потоа да тие ученици да земат во тој систем на вредности треба да се стави таа потреба на ученикот да биде генерално ученикот да биде прифатен од самата заедница. Кај нас, знаете, ние секогаш зборуваме, знае и колешката, по автобусите, ако одат таа заедница во тој автобус или тој автобус, ја нема да се качат. Се избегнуваат. Потоа, да бидат тие ученици да бидат општествено одговорни, треба да се наметне ова општествена одговорност кај учениците да бидат одговорни за сите работи и да биде одговорен за сите негови постапки. Кај нас учениците не се одговорни за постапките. Одговорен е за постапките само наставникот, не ученикот. Никогаш нема да земе педагошка мерка. Не викам дека треба бидеме радикални кон казнувањето на тие ученици, но сепак треба да се зема некоја одговорност, особено као вие гимназија. Што подразбирам уште по тоа, да оди ученикот да биде свесен дека треба да се запише во таа гимназија, не заради тоа што учат таа етничка заедница, туку заради тоа што во иднина таа професија него ќе му лежи најмногу. Ви благодарам на сите, овој час од 45 минути заврши. Ви благодарам и на вас за вашето внимание. Следната недела со нова тема и со нови соговорници. Пријатно.